Почнувајќи во 18 век се родило академско движење на интелектуалци, кое сега се нарекува годините на просветлување. Нивната цел била да се реформира општеството користејќи причина за да се спротивстави на идеи кои што биле засновани во традиција и верба и да го прошири знаењето користејќи научни методи. Движењето се заснувало на научната мисла, скептицизмот и интелектуалната размена. И во тоа време се гледало како револуција во човековото размислување. Во 1776 година германскиот филозоф Јохан Адам Вајхаут формирал тајно друштво во германската покрајна Баварија и ја нарекол поредокот на илуминатите. Но само неколку години подоцна поредокот бил растурен и изгаснат од државните агенции под раководство на новиот крал Шарлс Теодор. Тој сватил дека зголемениот интерес за членство во тајни групи како што илуминати е закана што потенцијално може да го загрози статусот на баварската монархија. Од тогаш наваму не е целосно познато што се случило со поредокот кој наводно брои од 2000 членови ширум Европа. Во наредните години па се до денес се појавиле неколку наводи и теории на заговор кои посочуваат дека илуминатите се уште постојат и се виновни за некои настани како Француската револуција и атентатот на Џон Кенеди. Многумина со така веруваат дека тие имаат луѓе во државните врвови на силните држави и дека ги контролираат и манипулираат светските настани, како и да направат нов светски поредок со глобално уредување кој ќе го контролира целото човештво. Но како што кажав, не постојат докази кои сугерираат дека оригиналното илуминати од Баварија го преживело распаѓањето во 1785 година. Интересно е тоа што главни синоними за илуминатите се теориите на заговор и идејата дека тие се група на таинствени луѓе кои се кријат во сенките и раководат со нештата без да знаеме кои се. Бидејќи оригиналната кауза на оваа група беше да се спротивстави на суеверија, да го намали религиозното влијание кај луѓето и најиронично да го запре искористувањето на државната моќ. Кога ќе сумираме, ќе сватиме дека се што тие не сакале на почетокот е она што луѓето тврдат дека тие прават во сегашност. Ако сте слушнале за илуминати претходно, тоа е многу веројатно да сте го видели и овој символ многу пати. Се нарекува провиденциското око или окото што гледа се, а доколку сте од САД, веројатно го гледате секој ден затоа што тој се наоѓа од задната страна на банкнотата од $1. Но во суштина ова не е символ на илуминати. Тие користат символ или лого што се нарекува бубон на Минерва. Тогаш зашто овој символ е силно поврзан со илуминати? Па не знаеме за сигурно како тоа се случило или кој прв го користел, но причината е прилично јасна. Многу религии во методот и денеска користат слика од око за да го представат Бог или некоја друга форма на севишна моќ. Еден од најраните примероци е окото на Хорус, кој е древен египетски символ за заштита и ројална моќ. Така да кога ќе се земе в предвид оригиналната символика на окото и дека илуминатите често се представени како тајна сила што го следи секој наш чекор, логиката е мощна јасна. Но тука и пирамидата, таа нема никаква врска со Господ или некаква виша сила, но затоа има многу символика со Обединетите држави, затоа што пирамидата има 13 скали кои ги представуваат иницијалните 13 колонии. Како е тоа поврзано со илуминати не знае никој, но теоретичарите на заговор секогаш наоѓаат сличности. Да разјасниме, кои се тие толку злогласени теории на заговор и што точно мислат луѓето за илуминатите и нивните действија. Например, една од теориите е дека тие се виновни за 11 септември, атентатот на Џон Кенеди, дека лажирале следувањето на месечината, а во поновата историја се мисли дека многу познати личности како Jay-Z, кралицата Елизабета, Бионс и многу други се дел од тајното друштво на илуминатите. Но најпознатата теорија во врска со илуминати е нешто што се вика новиот светски поредок. Таа теорија сугерира дека тие има навлезено во државните врвови, корпорации, судови и други битни функции во општеството кои заговараат за да контролираат светот преку форма на тоталитарна глобална влада. Ако навлеземе подлабоко во оваа дупка, ќе налетаме на некои екстремни теории кои веруваат дека илуминатите се некога поврзани со нацистите или дека тие се вистински послушници на сатаната и што уште не. Се на се постојат премногу различни шпекулации и мислења за сето ова, така да на крајот на денот останува на вас да одлучите во што сакате да верувате.